Поезијата на Ѓорги Зимбаков јас ја доживувам како негова потреба да си најде соговорник со кој што ќе ги споделува своите лични чувства, лични трепети, своите таги, радости, сето она од што е создаден или составен еден мал, трошен, краток човечки живот. И знаете, кога го имате стихот за соговорник, тогаш вие всушност го имате и најдобриот, најверниот соговорник, кој што никогаш нема да ве предаде, никогаш нема да ве пренесе погрешно или никогаш нема да застане зад вас и да ја раскаже поинаку приказната. Заради тоа што поезијата е сепак чиста емоција. Тоа е она чиста есенција на емоцијата. Заради тоа што поезијата е такво едно создателство кое што не суди, не осудува, едноставно само слуша како најдобар соговорник и ги чува на едно место конзервирани емоциите кои што всушност авторот и ги предава. И затоа кога ја читате оваа збирка, имате чувство дека некаква си меланхолија го обзема авторот, некаква носталгија, како што спомна и колешката Пети, едно минато кое што прозвучува во овие стихови баш со тоа чувство на некаква прикриена тага, на некаква носталгија, особено носталгија по детството, по родниот крај, по сокаците, по игрите, по сето она што се случувало таму некаде во неговото родно Босилово. Има тука една метафора која што е многу доминантна во неговата поезија. Тоа е метафората за куќата, метафората за домот. Онаа куќа која што ни е оставена во аманет од нашите предци, односно од родителите, од нашите дедовци и прадедовци, а ние сме тие идните следни генерации кои што треба да ја надградат, да ја надоградат, да истават уште еден кат, за да може, нели, како што се расплодува семејството, така и да расте куќата. Кај Ѓорги Зимбаков има некаква копнежливост кога пишува за домот, кога пишува за куќата, особено за неговата, нели, куќа во Босилово, на тоа мислам, заради тоа што ја доживува како аманет од неговите предци. И многу искрено вели: срцево отпосле го засади во овој град. А песната, од која што го кажувам стихот, се вика Јад. Што значи дека Зимбаков чувствува потреба да им посвети стихови на оние кои што оставиле трага во неговиот живот, на оние кои што му прираснале при срце, нормално нели тоа се нашите предци, и наместо споменикот камен и од мермер, тој им подигнува споменикот стихови и едноставно ги врамува во меѓу две корици во збирката Тристранија. Тоа е чест мотив во литературата, него одминува ни нашиот Ѓорги Зимбаков, кој што живеејќи во големиот град, како што велеше Подгорец, во големата бетонска џунгла, ние што сме од помалите места знаеме да го доживееме Скопје токму така. Тој постојано ката ден со мислите се навраќа назад во родното Босилово. И затоа ќе видите во книгата дека под песните тој пишува каде е запишана песната. Дали е во Радишани, дали е во Босилово, што значи дека тој е во постојана врска со родното место, никогаш не ја раскинал, никогаш не ја прекинал. Мисловно и духовно тој е постојано тука. Во Босилово, во убавото на вистина питомо дворче и она убава куќа која што си ја има во наследство. И сега тука, кога зборуваме за куќата и кога зборуваме за метафората на домот, се наметнува во неговите стихови, ќе ја видите, и метафората за нивите. Многу често се провлекува низ песните. Ги засадив, татко, нивите твои дедови, не ги оставив така простум да лежат. Тоа се стихови од песната Гајле за нивите.
И сега символите на куќата, на нивите, на дворот прават една баш така долга метафорична низа, која што, нели, кога се разгранува, повторно цело време врти околу стожерот на таа релација дом-татковина. И најголемиот дел од песните во стихозбирката всушност гравитираат околу тој мотив. Заради тоа што тагата по домот во песните на Ѓорги Зимбаков се поистоветува со тагата по татковината и сето она што ние како генерација го живееме, а нели се однесува на оној немир кој што го носиме во нашите души, а потекнува од сите оние митски птици, грабливки, кои што ги нарекува и Ѓорги Зимбаков, и штеточини кои што ни ја нападнале буквално од сите страни. Навистина, кога вака ги наблюдувате песните, има еден момент како имате чувство дека се отвори еден голем јас помеѓу човекот и човекот, помеѓу човекот и светот. Заради тоа што катаклизмични ви понекогаш ви прозвучуваат овие стихови, како да се некакви слики на отворање на големи пукнатини кои што го оддалечуваат копното, а тоа е човекот, од светот, а тоа е морето. Така ние оттуѓени еден кон друг почнуваме секој засебно да екзистира во овој навистина понекогаш налудничав свет. И затоа секој човек е еден лесно подвижен и многу лесно кршлив брод. Знаете, кога ќе го пуштите по морето, кој знае каде ќе го однесат брановите и кој знае во која карпа ќе удри за да се распарчи таму да остане и да потоне. Еве еден извадок од една строфа од песната на таа тема. Да беше да не даде Бог бродот да нема свое пристаниште, своje ќоше на крајот од сводот, од бурите страшни за солниште. Светот е несовршен, човекот исто така, ние сме дел од светот. И знаете, уметноста е таа која што го облагородува едното и другото. И затоа можеби авторите си наоѓаат еден вид агол, ќоше некакво во кое што ќе се сокријат од сите овие бури и невремиња и таму пишуваат, таму создаваат и таму оставаат зад себе. Оставаат дело зад себе. Исто така, Ѓорги Зимбаков ги допира и темите за злобата, нормално, злото, кое што се задомува или се задомило во секое човечко срце. И онака не само што се задомило, туку буквално го запоседнува просторот кој што не е негов. И затоа, ширејќи го, човековото срце буквално препукнува од преполнетост. И затоа можеби ги гледаме овие слики кои што ги гледаме секојдневно околу нас. Заборавивме да бидеме љубочовечни, заборавивме дека човеколюбието е најголемата доблест која што треба да не краси. Не ни се непознати маките на Дантевиот пекол, оти самите стигнавме до неговите порти, никој не однесе таму. И затоа кога душата станува погорлива, како што вели Зимбаков, знаете што е погор, нели? Погорливо место, место без вода или сухо место, тогаш жедниот за љубов човек и за добрина станува буквално немилосрден ѕвер во потрага по капка вода, за да може да преживее. И многу убаво тоа го кажа Бети, дека Ѓорги Зимбаков употребува многу убава архаична лексика. Тоа мене ми е особено убаво кога читам, без разлика дали читам поезија, проза, што и да е, заради тоа што ја гледам свеста на авторот, за тоа дека ние мораме како, без разлика нели кој што работи, меѓутоа секој оној кој што посегнува по зборот, мора да знае дека во нашиот преубав македонски јазик, ако малку подлабоко по вертикала се симнеме удолу, ќе најдеме преубави зборови кои што заспале таму некаде во архаичната лексика, а ако ги извадите на површина, навистина се бисерни. И
таа наметната лингва франка, односно англискиот јазик по лингва франка, навистина понекогаш не гуши премногу и повеќе отколку што треба ја употребуваме. Она што го прават авторите кои што посегнуваат по архаичната лексика е всушност еден пркос кон таа доминација на англискиот јазик. Песните на Зимбаков ќе си најдат свое место под небосводот на поезијата. Тоа се песни кои што се изродени од она основно животно чувство. Тоа е поезија која што не доаѓа од некакви сфери на имагинацијата, туку напротив црпи мотиви од реалноста, од тоа што сите нас не окружува. Тој дури кога пишува песни со посвета, спомна на почетокот на своите сакани, на внуците и така натаму, тој тоа го прави навистина поттикнат од искреното чувство на љубов или на оние кои што заминале од нашите животи, нормално секогаш ни недостасуваат и споменот за нив Ѓорги Зимбаков се обидува да го сочува посветувајќи им стихови. И тоа не е мана воопшто, тоа е доблест, тоа е човечка една големина. И затоа и дури песните што ги посветува на родината, на татковината, јас така ги сваќам. Значи песни пркос кон сето она што го живееме денес како македонци. Затоа тој стих на крајот што го прочита оттихување ми е многу убав кога вели: тихувај, народе мој, тихувај, тивко доаѓаат и умирачките. За жал и тоа го сведочевме овие денови. Ова интимна лирика на Ѓорги Зимбаков, искрена, човечка, приказна, срочена во стих, во време на недосонувани копнежи, мана е да се биде човечен. Отинели, тоа го кажав и во Скопје, другаруваат, други господарат со нас, односно со човекот и светот. Меѓутоа, поезијата чува едно посебно место за оние кои, не сакајќи да им се поклонат на новите господари, останаат старомодни, конзервативни, како сакате, и убедени дека на крајот сепак убавината, па и љубовта ќе го спасат светот.